следува Марија на лице место, заедно со Татјана Тасевска од Организацијата на потрошувачи. Од утре или од петок маркетите и аптеките имаат обврска цените да ги објавуваат и онлайн. За оваа тематика, која што е доста актуелна, Марија ги има деталите. Марија, повели. Така, уште еден поздрав до вас. Токму така, од утре сите аптеки, маркети, продавници за техника и мебел ќе имаат обврска да ги објавуваат онлайн цените на нивните производи на нивната официјална веб страна. Но тоа нема да важи за оние објави на социјалните мрежи, односно тоа нема да се смета за исполнување на самата обврска. Повеќе детали во продолжение, што значи ова за самите граѓани, слушаме од мојата денешна гостинка, госпоѓа Тасевска од Организацијата на потрошувачи. Да и посакаме добро утро. Добро утро. На самиот почеток ќе прашам што оваа мерка значи во практична смисла за самите граѓани? Оваа мерка за самите граѓани, посебно за оние нели кои што имаат можност и пристап до интернет, ќе значи дека можат да ги пратат цените на дневна основа, да видат каде и во кој маркет има пониски цени во моментот, ако сакаат нели да си купат поевтини производи, да ги пратат акциите кои што ги објавуваат маркетите. Во принцип е позитивно, бидејќи ќе имаме можност и пристап повеќе до информации и на тој начин, еве, можеби тоа ќе се одрази врз буџетот, ќе видиме како понатаму ќе оди примената на мерка. Велите за оние кои што имаат достапност до интернет, но оние кои што немаат, дали на некој начин овој модел колку што може да се напомене дека е во позитивна смисла, на некој начин значи дека е дискриминација? Да, овој модел ги става во понеполна положба секако можеби повозрасните луѓе, социјалните случаи, луѓето кои што живеат во помали рурални средини, каде што реално и немаме големи маркети, бидејќи обврската на оние што се микропредпријатија, односно што имаат помалку вработени, не важи, што значи дека аптеките кои што се со помалку од 5 вработени, дека оние што имаат во маркетот помалку од 5 вработени, нема да имаат обврска да ги истакнуваат цените, а во помалите и рурални средини само и такви маркети постојат, па граѓаните се упатени само на тоа место да ги купуваат производите. Од утре се уважува оваа мерка, доколку на официјалната страна на некој од маркетите видиме една цена на одреден производ, но кога ќе пристигнеме во самиот маркет имаме друга, можеби повисока цена, како самиот граѓанин, односно купувач, да реагира во тој момент? Така, мора да споменеме дека во принцип имаат право на грешка маркетите, значи во рок од 24 часа од кога ќе се забележи некоја неисправност или не објавиле како што треба некоја цена, имаат право да ја коригираат, а граѓанинот кој што ќе затекне ваква состојба има право да не го купи производот во моментот и има право секако да пријави до државен пазарен инспекторат кој што ќе ја прави контролата и ќе има надзор над примената на ова веќе не е мерка, значи ова е законска одредба и правилникот кој што е донесен. Освен овие права кои што ги напоменавме, ги имаат самите граѓани, која е вашата порака за крај до нашите гледачи? Па, пораката е секако да ги погледнуваат цените, да гледаат се колку ќе имаме време за сето тоа и дали можеби ќе имаме време ако видиме дека некој производ што го сакаме е во некој маркет поевтина, таков маркет немаме во нашата околина, ќе се охрабриме, односно ќе сме спремни да одиме на друго место да купиме, тоа е прашање, меѓутоа сепак граѓаните еве нека ги погледнуваат цените, нека гледаат каде е поевтино, па и таму нека пазарат. И секако за крај јас би сакала да им посакам на сите среќни празници, ни престојат великденските празници. Внимавајте што купувате, немојте нели да ве поведе моментот, купувајте тоа што навистина ви треба, внимавајте на квалитетот на производи. Ви благодарам многу за сите овие информации. Благодарам и на вас. Се надевам дека сите овие информации беа добродојдени за нашите гледачи, а во продолжение предлагам да слушнеме спроведената анкета на Теден, односно ги прашавме нашите сограѓани дали оваа нова мерка би им била од корист, односно објавувањето на цените на производите онлайн на официјалната страна на маркетите, аптеките и продавниците за техника и мебел. Дали знаете дека од петок ќе се објавуваат цените на маркетите и аптеките онлайн? Дали тоа вас би било од корист? Да, секако. Би ги гледале цените кои ќе бидат изложени? Нормално би ги гледала цените. Па може да биде од корист ако веќе знаете што сакате да купите.
и тој производ може да го провериш, нели? Сега не знам како ќе бидат објавени, така да мислам дека ќе биде од корист. Па мене како пример од помалите што сме, не толку многу, ама пример за другите луѓе мислам дека е многу корисно, пошто може нели да ги гледаат во различни маркети како стаат цените. Па мислам дека секако во оваа дигитална ера би било од корист да имаме таков преглед на цените на производите.